Подгорица синоќа беше регионалниот музички епицентар, а поводот беше грандиозен – прославата на 20 годишнината од враќањето на независноста на Црна Гора. Врвот на прославата беше спектакуларниот концерт на светската латино-музичка ѕвезда Рики Мартин, кој привлече илјадници посетители. Десетици илјади граѓани го исполнија плоштадот на независноста во Подгорица за да го гледаат настапот на порториканската ѕвезда во живо, објавија црногорските медиуми. Не само што плоштадот на независноста беше исполнен до крај, туку и околните улици и ресторани беа преполни со посетители. Домашни ѕвезди настапија пред Рики Мартин, како вовет во музичкиот спектакл настапија и домашни изведувачи. Тамара Живковиќ ја отвори церемонијата со песната Нова Зора, а публиката потоа ја загреја Милена Вучич и Ненад Кнежевиќ Кнез. Очекувањето го достигнува својот врв кога Рики Мартин излезе на сцената, поздравен со овации и громогласен аплауз од воодушевената публика. Ѕвездата на вечерта веднаш им се обрати на публиката, честитајќи им го денот на независноста и ветувајќи незаборавна ноќ. Ви благодарам многу. Ова ќе биде многу убава вечер. Ќе биде многу убава и можам да го видам тоа во вашите очи, насмевки и енергија. Вечерва ќе биде посебна во Црна Гора. Дали сте спремни да се забавувате? Црна Гора. Доналд Трамп, помладиот и неговата свршеница Бетина Андерсон, според американските медиуми, ги промениле своите планови за свадба и се откажале од идејата да го кажат судбоносното да во Белата куќа. Наместо раскошна церемонија на едно од најпознатите политички обраќања во светот, двојката наводно планира интимна свадба на приватен остров на Бахамите. Одлуката според извори за Page Six е донесена поради проценката дека голема семејна прослава во Белата куќа во овој момент би можела да предизвика негативни реакции во јавноста. Особено се споменуваат политичката атмосфера и војната на Блискиот Исток, што би направило раскошната свадба во претседателската резиденција според еден извор да изгледа како премногу фанфари во погрешно време. Тие треба да се венчаат за време на викендот по повод денот на сеќавањето во САД. Според достапните информации, церемонијата треба да биде мала, затворена за поширок круг гости и организирана далеку од политичкиот Вашингтон. Во април Бетина Андерсон имаше свадбен туш во Мар-а-Лаго, имотот на Трамп во Флорида, во друштво на познати личности од Палм Бич. Македонската музичка сцена од денес е побогата за уште една нова, возбудлива, а неочекувана соработка. Пајак, Јован Јованов и Елвир Мекич ја промовираа песната Делириум. Делириум е само увертира за долгоочекуваниот концерт на Јован и Елвир во Скопје, кој ќе се одржи на 6 јуни во арената Борис Трајковски, а на кој Пајак е најавен како еден од специјалните гости. Песната е работена со добро познатиот и реномиран тим, кој работи на целиот албум на Пајак, а како автори се јавуваат Пајак, Јован Јованов, Иван Јованов, Таско и Елвир Мекич, додека видеото се снимаше на локација близу Скопје во режија на Гордан Божиновски. После нашиот концерт Пајак вади нов албум, а тој, Елвир и јас имаме заедничка песна Делириум. Но бидејќи нашиот концерт е наскоро на 6.6, заедно решивме да ги изненадиме сите и да ја пуштиме песната сега. Од луѓето што ја слушнаа веќе имаме коментари дека е заразна и дека веднаш влегува во уво. Па се надевам дека ќе излеземе сите тројца на сцена и публиката ќе пее со нас, вели Јован. На платото на кампусот на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје денеска ќе се одржи свеченост по повод одбележувањето на 77 годишнината од основањето на универзитетот и патрониот празник 24 мај. Активностите ќе почнат со приложување цвеќе на споменикот на Светите Кирил и Методи, пошто во свечената аула на ректоратот ќе се обрати ректорката на универзитетот професор доктор Билјана Ангелова.
ќе бидат доделени награди на најдобро дипломираните студенти за учебната 2024-2025 година, како и наградата 26 јули од средствата на фондацијата Франк Манинг за учебната 2024-2025 година.